Навеќе и вториот гостин во студиото 3 на Македонската телевизија и темата на која што ќе разговараме. Земјотресите се природна катастрофа која што не може да се предвиди, но можеме да делуваме превентивно. Тоа се прави со правилно и стабилно градење. Го имаме ли во главниот град? Каква архитектонска слика дава Скопје? Безбедни ли сме во своите домови? Се само дел од прашањата кои што ги поставуваме до директорот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, професор доктор Владко Шишов. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Зборуваме за 26 јули како една од најголемите природни катастрофи кои што му се случи на главниот град, но секако ќе потсетиме дека ова не е единствениот земјотрес кој што му се случил на главниот град, иако можеби е еден од ретките кои што дава вакви катастрофални последици. Па добро, градот Скопје лежи во Скопската котлина и она е позната и историски дека има активности и се случуваат земјотреси од појак интензитет, сега ние тоа го нарекуваме некој повратен период. Тој повратен период за среќа или за несреќа за Скопје ни е малце подолг и вообичаено од нашите анализи произлегуваат дека резултатите покажуваат дека тој период е околу 500 години. Како што рековте и вие, да, денеска е 26 јули, 1963 година знаеме дека се случил катастрофалниот земјотрес, меѓутоа тој повратен период, околу 500 години претходно, исто така си има случено катастрофален земјотрес во Скопје, кој што предизвикал огромни оштетувања. Секако на нас од оваа генерација посвежени се сеќавањата за случениот земјотрес во 63 година и не само во нашата држава и во Европа, од толкава големина на оштетување и од толку жртви, еден од најсилните земјотреси во тој период во Европа. И по земјотресот започнува градежната експанзија и обновувањето на Скопје. Оно што ме интересира, пошто се разликуваат, господине Шешов, градбите во тогашно и денешно Скопје? Па добро, во многу се разликуваат. Најпрво треба да кажеме дека во Македонија неимарството и градителството има традиција и таа традиција за секоја среќа се продолжува на ваков или онаков начин. Сега тие градители во 63 година го имале нивото на знаење и ниво на применливост на градежни материјали од тоа време. Сега ние не можеме да ги бараме или да критикуваме 60-тите години тие градители како граделе, бидејќи граделе согласно тие сознанија што биле во 60-тите години. Зашто ова го потенцирам? Бидејќи многу често се дебатира зошто толкави оштетувања имало во Скопскиот земјотрес. Голем број на згради биле тешко оштетени или комплетно разрушени. Не треба да забораваме дека 60-тите години од минатиот век сознанијата не само во тогашна Македонија и Југославија и пошироко не биле на тој степен за да проектирањето на асеизмички градби биде толку сигурно, па за да нема толку оштетувања. Во тој период главен, да кажеме, товар, што нарекуваме ние хоризонтален, како што се земјотресите, бил ветерот. Така да и тие згради кои што биле градени во тој период, биле градени доминантно да го издржат гравитациониот товар. Не би можел толку да кажувам за градителите од 60-тите години, бидејќи јас не сум бил роден, меѓутоа еве од извештаи, од книги, од проекти што тогаш се правеле, а денес се уште постојат, можеме да кажеме дека навистина биле окей, биле квалитетни, особено во контрола на градените конструкции. Сега кога ќе направиме една споредбена анализа со градителите, проектантите, изведувачите во овој период во кој што сега живееме, нормално. Сега имаме нови сознанија, имаме применливост на нови градежни материјали, иако сметам дека, тоа е моje лично мислење, професионалната етика не е баш на задоволително ниво, особено во овие последни 10-15 години, значи таа професионална етика сметам дека треба да се подигне. А од визуелен аспект, каква е архитектонската слика? Сега добро, тука лично нека биде, да. Субјективни мислења. Па добро, јас сум и роден во Скопје, сум живеел цел живот во Скопје. Убава е, не можам да кажам дека не е убава. Ајде да преформулирам. Што недостасува или што е премногу? Добро, првото кое што секој граѓанин во Скопје ќе го каже, да има помалку бетон или да има помалку изграденост, да биде просторот добар и пријатен за живење на граѓаните.
Тоа е, мислам, дека основната работа. Сметам дека таа една непостоење на визија или некое стратешко планирање на подолг временски период, не на 4, 3, 5 години, на подолг временски период, Скопје изгуби некој свој имидж или град на солидарноста, современ град. Тука малце изгубивме, меѓутоа сепак мислам дека има време со едно, пак ќе кажам, подолгорочно планирање да се подобри состојбата. Ја споминавме безбедноста на градбите. Обврзани ли се стамбените објекти? Постои ли законска регулатива според која што треба да имаат стручен елаборат за безбедност? Знаете, генерално во Македонија ние сме многу добри за пишување на закони на хартија. Но во пракса? И во контекст на вашето прашање, да, постои законска регулатива, постои посебен член кој што предизвика малце повеќе коментари негде донесен во 2013 година, каде што Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИС е надлежен да ги контролира сите проекти кои што добиваат одобрение за градење во локалната самоуправа или во централната власт и плюс да иде 2 пати на локација, на лице место, да ги контролира дали градбите се градат согласно проектната документација. Сметам дека ова подобрување од 2013 година значително придонесе да имаме подобра контрола, би рекол, бидејќи предходните години пред 2013 не велам дека лошо се градело, далеко од тоа, меѓутоа немаше таква контрола. Знаеме во Македонија, ние македонците, ако немаме добра контрола, знаеме да забегаме лево или десно. Со оваа контрола, мислам, се направено квалитетен исчек кон подобри градби, кон подобри проекти. Сега, како и секогаш, тука власта прави понекогаш грешки во чекори, што би рекле во кошарка, и предходната гарнитура, ненамерно, не сакајки од незнаење, направи некои мали измени, кои што овој процес го малце изместија во некој дел, меѓутоа сметаме се имаме нова гарнитура. Па ќе видиме. Белким ќе се оправати така. Постојано во текот на емисијата зборуваме дека ова е природна непогода која што не сакаме да ја видиме и да ни се повтори во иднина, но реална е опасноста, бидејќи е трусно подраши целата држава. Доколку, не дај Боже, но доколку се случи земјотрес со интензитет како Скопскиот 63-та, ќе го преживее ли Скопје? Па, многу добро прашање и ја веднаш ќе ви одговорам со конкретен пример. Се сеќаваме не толку одамна 2015 имаше серија на земјотреси во Скопската котлина, не со толкава јачина како Скопскиот земјотрес, меѓутоа со карактеристики многу слични на Скопскиот, локален земјотрес, плиток земјотрес и така, и тоа серија земјотреси. Иако беа со помала јачина, повторно да потенцирам, ниту една зграда, ниту еден објект не претрпе значителни оштетувања. Сите оштетувања кои што беа се воглавном на неконструктивни елементи, така да безбедноста на објектите не беше загрозена, што исклучително ни покажува дека ова што го спомнуваме и предходните градители и оваа генерација граделе градби кои што се сизмички отпорни. Сега сите наши и студии и историски податоци покажуваат дека ние не може да очекуваме некои не знам какви земјотреси со големи магнитуди, така да сметам дека особено поновите објекти од после 64-та што се градени, се и tekako добри за да покажат една отпорност на дејство на земјотреси. Кога ги споменавте поновите објекти, дали се тоа и објектите градени последниве 15 на години во тој кош? Да. Тоа често пати нели се прави споредба дали новите згради се побезбедни. Исто во контекст на претходниот разговор со, значи сегашното ниво на проектирање и на градење е далеку на повисоко ниво него 60-тите години. Имаме други стандарди, имаме други примена на други посовремени градежни материјали. Сега тука е повторно прашалник кај нас професионалната етика. Колку сме навистина искрени, колку навистина проектантите посветуваат внимание на своите проекти, градежниците на изведбата на објектите, меѓутоа со вакви контроли се обидуваме тој процес да го држиме во едни стандардни, добри, би рекол квалитетни граници. И некаде за крај на разговорот, каква поука можеме да извлечеме од Скопскиот земјотрес и државата, и ние граѓаните, и институциите, вие, фелата? Многу голема поука, меѓутоа би рекол дека како да се заборава, кога ќе помине известен период после земјотресот, како да луѓето забораваат, особено и политичарите и власта подзаборава дека Скопје и делови од Македонија се трусно подрачје, како што спомнавте, и
Тоа е неминовност дека ќе се случат земјотреси. Дали во поблиска или во подалечна иднина ќе се случат. Ние не можеме пред да се случат да се припремаме. Тоа е долгорочен процес и сметам дека со едно правилно, повторно потенцирал стратешко планирање, особено посветување внимание на новите, еве сега збориме за европски прописи, еврокодови, примена на современи материјали. Се уште ние применуваме материјали, извинете, од 60-тите години. Дајте да видиме убави современи материјали какви што се применуваат и во другите развиени земји и сметам дека на таков начин ние ќе придонесеме да имаме уште побезбедни, посигурни објекти и попријатни за живење. А кога и дали ќе се случат земјотресите, не ве прашуваме, бидејќи веќе научивме дека не можат да се предвидат. Добро, еве, тоа е едно од работите кои што вака кога ме каните како ваш гостин, еве ги поднаучуваме, да, не можат, меѓутоа би кажал и нема се предвидат, бидејќи временски период многу силно дејство, подобро е ние да се припремаме на подолг временски период, да градиме подобри објекти, да применуваме научни сознанија, современи сознанија и само на таков начин ќе живееме безбедно и сигурно. Господин Шишев, благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Да се гледаме за убави. За убави, да, артикулања. Благодарам многу за информациите и за гостувањето.